Јас сум Ангела Нацева. Имам 9 години и сум четврто оделение. Денес ќе ви ја представам книгата Далеко од очи, далеко од срце од Мерлин Кеј. Во оваа книга се зборува за надарените, деца со посебни моќи, но се зборува посебно за Аманда Бисон. Главни ликови во оваа книга се Аманда Бисон, Мадам и Трейси Девон. Достаните во оваа книга се случува во ушилницата 209, во домот на Аманда и на Трейси и во училиштето. Аманда била една девојка која што била позната како злобната кралица, бидејќи сакала сите да ги смеува. Дарбата на Аманда било да кога ќе сожали некој, но доволно да сожали, ќе се претвори во него, за да види како му е. Бидејќи таа не сакала да се претвара во други луѓе, решила да го прави спортивното сожалување, да ги смејува и навредува луѓето. Еден ден, додека Аманда си седела на својата така наречена главна маса со своите другарки Нина и Бритни и гледала што се случува, а исто така ги смејувала другите, однаш покрај неа поминала Трейси Девон. Нина, другарката на Аманда ги смејала Трейси. Кога Трейси се враќала и повторно поминувала покрај нивната маса, таа застанала до Нина и ја прашала дали може да ја позајми тетрадката по историја. Аманда ја смејала Нина бидејќи Трейси не било многу популарна и никој не ја сакал. Дури не нејзиното семејство. Мојата омилена случка во оваа книга беше кога еден ден Аманда Бисон решила да го промени животот на Трейси. Таа се обидува да ја го подобри животот се повеќе. Например, се обидува да направи родителите да имат внимание кон неа. Затоа што откако таа се родила и имала и на нејзиниот 8-ми роден ден мајка и родила деца. Тие биле 7 идентични близначки. Па од тогаш вниманието на мајката било насочено само кон близначките, а Трейси била игнорирана. Доколку сакате да знаете што ќе се случи понатаму, прочитајте Далеко од очи, далеко од срце од Мерлин Кеј.